На ова село ќе најдете историја и само историја. Секоја педа земја, секој парче камен, секоја капка вода на вистина е историја за оваа многовековна населба. За тоа говорат остатоците од античките, ранохристијанските, средновековните градби, како и многу тврдини, бедеми, утврдувања и други мощни стари градби. Ова село од памтивека е наследник на сакрални градби од сите историски епохи на целиот свој атар, од сите типолошки варијанти од праисторијата, од почетокот на историјата од античко време, старомакедонско, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие. Белчишкото блато Сини Виро е едно од најголемите преостанати блата во Македонија и зафаќа површина од околу 137 хектари. Се наоѓа во подножието на Илинска планина, поточно под нејзиниот западен огранок Габер, на надморска височина од околу 760 метри. Блатото се подхранува од најмалку 11 карстни извори познати како Сини Виро, кои извираат северно и североисточно од селото Ново село во правец на селото Белчишта. На потегот со должина од околу 2 километри извираат голем број извори и се формирани 11 мочурични езерца, познати како вирови. Значењето за општина Дебрца на блатото е извонредно големо и во наредниот период ние како локална самоуправа пред се стремиме и нашата заложба е да се обезбеди заштита на овај природен биодиверзитет, да се прогласи за заштитено подрачје, бидејќи на тој начин првенствено ќе се обезбеди добро и одржливо управување со Белчишкото блато. Меѓутоа исто така нашите заложби е на истото да се внесат одредени туристички содржини, односно да се искористат неговите потенцијали за една извонредна екотуристичка дестинација, без при тоа да се задира во оригинарноста и биодиверзитетот на самото блато. Стигнавме Белчишко блато. Ова е местото денес кај што ги донесов новите другарчија на една нова авантура да го посетиме. Па се надевам дека ќе уживаме. Ајде. Реликт од некогашното Десаретско езеро, со кое Деварца била поплавена во Плиоценот пред 5,3 до 1,8 милиони години. Локалитетот Белчишкото блато представува едно од 35 идентификувани подрачја од интерес за зачувување на територијата од нашата држава. Овој локалитет представува дел од Емералд мрежата, која представува мрежа од подрачја од посебен интерес за зачувување, а се воспоставува на територијата на земји, подписнички на Бернската конвенција за зачувување на дивиот свет и нивните природни живеалишта. Тоа е подготвителна активност за воспоставување на европската кохерентна мрежа Натура 2000. Доминантен тип растителни живеалишта кои опфаќаат околу 55% од површината на блатото се евловите шуми, живеалишта со кисела трева, живеалишта со мали појаси од трска во течечки води. Субмедитеранските влажни ливади се живеалишта застапени со околу 35% од вкупната површина на локалитетот. На овој локалитет се развива еден вид диво јаболко од глобалната црвена листа на IUCN Malus florentina. Покрај овој има и други видови растенија, чија распространетост е строго ограничена во другите делови на Македонија, како што се Бертолониева жалфија, водна сладка трева, звездеста острика. Од цицачите, најзначајни видови се мечката, видрата и долгокрилестиот лилјак. Од вилинските кончини, најзначајен е видот источноводен девојче, од пеперутките видот голем бакарец. Регистрирани се околу 50 видови птици кои гнездат во регионот на блатото, вклучително и околните ридови. Меѓу најважните строго заштитени видови птици кои живеат во овој локалитет се одвојуваат белиот штрк, малиот воден бик, орелот змијар и барската кокошка.
новите вирои што се наоѓаат под наблюдувачницата за птици долу. Тука Ептен е добро место. Има доста жив свет овдека, се довдека можеме јас само да застанам затоа што наваму веќе е вода помеко е опасно и може да се пропадне, така што ама и од овдека е супер поглед. Бевме повеќето од годината во Белчишкото блато или како што си го викавме ние локално Сини вирои. Тамо ги пасавме стоката, поточно биолите, игравме, се капевме на пролет, имаше многу птици, поготово при кречерина и дење, али при кречерина кога се прибира птиците, тоа беше нешто невидено. Имаше некои мистични работи, по старите луѓе не плашеја да не одиме Сини вирои, најголемиот вир. Се сеќавам дека имаше и риби во чиста пасамка. Во другите вирои, кај што беше имаше трева, таму имаше други видови риби. Околината на вировиве се користела за напасување на стока, се користеле врбите за плетење кошници, кошеви и така натака. Луѓето собираја трска за градење на куќи, од девлите љупеа љушпи, од кората за бојадисување, од фондот за неразвиени подрачја сакаја житници да прават. Ко видоја дека извориве не можат да ги сопрат, ќе го спуштат нивото, ќе излези поголема површина на суво, ама изворите не можат да ги сопрат. Место е супер за вакви авантуристи ко нас, за сите што сакаат природа да живеат. Се предпоставува овде дека имало многу цркви, многу терен од Катуништа до Тушин. И црквичето Тушин се вика во Новосело, селото таму било некогаш. Многу туристи доаѓаат во Новосело, зашто од кај Белчиша не се одвива со пешки. Со возило во Новосело ги истоварат во летниот период и од тука доаѓаат пешки и доаѓаат студентски делегации овдека од Европа, не само кај нас. Значи сето тоа ако се собери, ако се направат овие работи и да не се уништуваат, да се можеме и тој рурални или селски туризам да го покренеме и да се развијат, затоа што природата ни го дава тоа. Стигнавме до едно од поинтересните места во Белчишкото блато, познат како наблюдувачница на птици. Имат доста интересен поглед тука. Блатото представува редок и важен локалитет на национално и меѓународно ниво и му предстои блескава иднина, доколку го зачуваме. И ете, се ближи крајот на вечерашнава наша емисија. Посакувајќи ви пријатна седмица, но пред се благодарејќи ви што и вечерва другарувавте заедно со нас, слушајте на идната недела од 6 часот навечер на брановата должина 101,3 FM, кога повторно ќе бидеме во вашите домови со нашиот македонски глас и песна. А идната недела ќе го дадеме профилот за нашиот сонародник Тели Мариовче. Но затоа пак и овој пат со добра позитивна мисла ви посакувам добра ноќ од се срце, а тоа е вашиот уредник и водител на Глас од Македонија, Драгица Белчевска. Oh,
Zima